Пакетот од 3 закони за високо образование е затворен и утре ќе биде доставен до владата. По завршување на великденските празници ќе се најде во владина процедура. Од независниот академски синдикат реагираат дека тие може да го уназадат високото образование. Според нив, државата добива преголема моќ да одлучува за универзитетите. Од тоа дали ќе се спојуваат или укинуваат до обработувањето. Од синдикатот оценуваат дека со овие решенија се намалува автономијата, а се зголемува можноста за притисоци и контрола од страна на власта. Бараат од МОН да ги продолжи разговорите за да се спречат штети. Дали ќе има вработување на универзитетите и натаму ќе зависи од политиката. Не е прифатено долгогодишното барање за вработување лица на испразнети работни места, за кои веќе биле обезбедени финансиски средства да се реализира без да се бара нова согласност за вработување од Министерството за образование и наука. Од Министерството за образование и наука вела дека имало јавни дебати за пакетот закони за високо образование на сите јавни универзитети. Реализирана е непосредна средба и со МАНУ и со приватните универзитети, а законите беа јавно достапни за коментари и сугестии преку владиниот ЕНЕР систем, како и преку веб страницата на Министерството. Представници на независниот академски синдикат присуствуваа и на јавните дебати. Барањата се познати и дел од нив прифатени. Освен технички корекции, посочуваме неколку поважни. Прифатено е намалување на бројот на трудови потребни за втор и трет циклус студии. Прифатено е барањето на наставниците од општествено-хуманистичките науки, базата Скопус да биде релевантна за бодување без исклучување на Web of Science, а дополнително и Националниот совет за високо образование да креира нова база на списанија за бодување при изборите во звања. Намален е еден член од владата да учествува во работата на Советот на универзитетот. Предлог законот ќе го разгледаат и други министерства и институции, пошто откако ќе го усвои владата, ќе биде пуштен во собраниска процедура, каде пратениците ќе имаат можност за интервенции.